коментираме во врска со покачувањето на цената на струјата. Покачувањето на цената на струјата не е од вчера, значи не е само ова. Јас имам едни анализи кои ги правевме на времето, јас лично ги правев и другите колеги, каде што можем да кажем дека струјата, цената на струјата во 2006 година беше ефтина тарифа 1,20 денари по киловат час, скапа тарифа 2,40 денари по киловат час. Во 2011 година, во меѓувреме цената се качуваше. Во 2011 година имаме податоци дека ефтина тарифа беше 1,76 денари по киловат час, скапа тарифа 3,52 денари по киловат час, каде што според моите анализи цената е зголемена за околу 150% од 2006 до 2011 година. Во тие денови се направи една граѓанска иницијатива, спонтана, која ја спроведовме, еден од организаторите бев и јас, која се нарече АМАН. АМАН повеќе од година дена говореше и протестираше против покачувањето не само на струјата, него и на другите енергенси, како што се горивото, парното и така натаму. Ова покачување на цената на струјата од 150% донесе зголемување и на другите продукти, како што се огревното дрво, лебот, млекото, јајцата, шеќерот, брашното и така натаму. Во 2018, 2019, 2020 година цената на струјата беше ефтина тарифа 2,78 денари, скапа тарифа 5,54 денари. Во оваа цена се стави и 33% ангажираната моќност. Значи, се избриша од како ставка од сметките за струја, меѓутоа се вгради во цената на струјата. Така да, цената на струјата во овие години, за 14 години имаше раст од 230%, значи покачување за 2,3 пати од 2006 година. Сега, сакам да нагласам дека ова е директен удар по џебот на работникот за почитување и покачувањето на минималната плата. Меѓутоа, минималната плата се зголеми од 14.500 денари на 14.930 и не знам точно, не е ни важно, значи 400 и кусур денари, со тоа што, според некои мои анализи, јас лично, како просечен граѓанин, како обичен работник, мојот буџет ќе биде оштетен за околу 500 денари во тек просек во една година. Така да, покачувањето, еве на кој начин пробаат, на платите пробаат да ни го земат. Значи, ние, производствените работници, треба да работиме за некои непроизводствени работници. Така да, ова не е добро, ова е лоша економска политика и државата не оди во добра насока. Така да, јас како стручњак, како математичар, како градежен инженер, имам решенија, меѓутоа тие решенија не можеме овде да ги решиме